Фондот за иновации во времето на СДСМ и ДУИ повеќе служел како партиска каса, отколку како институција која преку иновации треба да го поддржува развојот на државата. Замислете, околу 60 фирми незаконски инкасирале цели 3,2 милиони евра за разноразни проекти кои немале врска со иновации, или парите што ги добиле воопшто не ги користеле за тоа што биле предвидени. Како на пример фирма за увоз-извоз земала 20.000 евра за да креира компјутерска игра, а компанија за кетеринг добила 30.000 евра за производство на козметика од природни препарати. И не само тоа, туку преку овој фондот се исцицувале и пари за време на корона кризата, па така здравствени приватни ординации се опремувале со медицинска опрема во период кога Македонија се соочуваше со кризата, а начело на Министерството за здравство беше Венко Филипче, актуелниот лидер на СДСМ. Сега се истражува на кој начин овие ординации ги добивале парите и дали го прекршиле законот. За да биде скандалот поголем, на списокот се и две фирми кои се директно поврзани со екс-премиерот Зоран Заев и две поврзани со Дрин Ахмети, внукот на лидерот на ДУИ Али Ахмети. Не знам за колкави суми станува збор и за какви проекти станува збор, но да авион се гледа дека овие 4 фирми сигурно не ги добиле парите затоа што Заеви или Ахметовци се иновативни умови. Всушност, тие се инвентивни, ама за цицање државни пари, ама не и иновативни. Да сумирам, за само една недела видовме 3 случаи како биле украдени над 4 милиони евра државни пари, односно народни пари, и тоа за време на владењето на СДСМ и ДУИ. Само 3 случаи, а можете да замислите за колкави суми станува збор ако се размота целото клопче од нивното 7-годишно владење. Сигурно сумата ќе биде во стотици милиони, ако не и 1 милиарда евра. Значи, ај што се крадело, туку сето ова се лапало, грабало во време кога ние едва и преживувавме поради корона кризата, енергетската криза, кризата заради војната во Украина и слично. И ајде да речете земале, ама граделе. Абе ти 1 километар од некој пат не направија, а не па нешто покрупно.